фестивалот. Зеце сакавме да го имаме можеби како втор гостин, со оглед на тоа дека тој е одличен говорник кога станува збори за популаризација на џез музиката во Македонија и воопшто некако да влеземе во комплексноста и уживањето на создавањето на џез музика, меѓутоа доволно е што и на овој начин ќе го имаме, па веројатно по враќањето негово од Виен, Франција, ќе говориме поубаво и отчетно за фестивалот кој што го има своето 45-то издание во моментот, најголемиот џез фестивал во Франција, како што кажавме пред малку, креиран во далечната 81-ва и како што тој умее да каже, со буџет од скромни 7 милиони евра се создава ова издание на најзначајниот фестивал во Франција, каде што битолскиот џез фактори ќе биде присутен на ова меѓународна џез сцена. Сашо Поповски утрово од Виен, Франција ни се јавува, следниве неколку минути на Телма телевизија. Добро утро. Сашо, добро утро, да ти честитаме секако на тебе и тимот на џез фактори што ќе има прилика да биде дел од најголемото случување. Ке ми простиш, не можев во моментот забележав дека си ги пратил тие убави снимки од пробите, вчерашните проби, меѓутоа добро ќе се илустрира разговорот така што да бидеш без грижи. Добро утро. Поздрав за двајцата и до гледачите на Телма телевизија. Уште еднаш благодарност до вашата телевизија што го следи патот на џез фактори, фестивалот Битола и го следи развојот и многу помага во популаризацијата на овој стил на уметност во државата. Така е, Сашо, ние споменавме утринава дека ти си некако синонимни годиниве за тој џез фестивал кој што се случува во Битола и како еден од главните организатори, многу ни е драго и се радуваме што го изнесуваш фестивалот на светската или европска меѓународна џез сцена. Споменавме утрово со Марко многу позитивни работи за фестивалот Виен во Франција, но на кој начин џез фактори фестивалот ќе биде присутен токму во Виена, бидејќи овој фестивал кој што започна на 30 јуни, поточно вчерашниот ден и ќе трае се до 3 јули. Ти си веќе таму на лице место што се вели, што се случува и како ќе биде представен овој наш македонски домашен џез фестивал. Така, прво да ве исправам, значи џез фестивалот во Виен во Франција започна на 24-ти, сега веќе минатиот месец. Добро. И ќе трае 20 дена. Инаку Виен е едно малечко место, малечок град на југот на Франција и многу наликува на Битола, затоа што главната сцена е античкиот театар, онако како што Битола има во Хераклеја Линкестис, исто го имаме таков антички театар во Охрид, така да наликува многу на нашите градови. Исто главни три сцени покрај ова што ја гледаме сега во моментот, таа е главната сцена, има уште две сцени кои што се помали и има една многу интересна сцена, се вика клаб сцена, каде што се представуваат млади надоаѓачки бендови или бендови кои што се од Франција, но исто како што кажа Марко, има една голема разлика помеѓу нашите џез фестивали и џез фестивалите во Франција, кој што од џез Виен се организира со скромен буџет од 7 милиони евра. Ова се твои фотографии, само да споменем, испратени од нашата редакција кои што ги гледаме во моментот, еве си и ти тука. Така што убаво е што можеме преку тебе и да се запознаеме малку повеќе и за Франција, која што е земја која со децении ја гради својата џез култура. Извини, Сашо, само дали ни спомена како битолскиот фестивал ќе биде представен на оваа меѓународна сцена? Така, значи од минатата година, од 25-та година, во рамките на овој голем фестивал во Франција се организира интернационален џез форум и ние џез фабрика фестивал на покана на Францускиот институт од Париз, како долгогодишни соработници, веќе 7 години соработуваме со Францускиот институт, добивме покана да бидеме единствен репрезент на Македонија и да ја представиме нашиот џез фестивал во делот кој што се нарекува интернационален џез форум. Оваа година има 50 представници од сите земји во светот. Значи имаме од Америка, од Кина, од Мексико, од Јапонија и од скоро сите европски земји и на наша среќа изборот падна на џез фабрика фестивал, каде што ние денес ќе имаме и утре ќе имаме средби со професионалци од џез индустријата во Франција. Ќе ја представиме нашата национална џез платформа која што ја формиравме ова издание, значи 9-то издание на џез фабрика фестивал и се надевам дека за следното издание кое што е планирано на фестивалот во Битола за април 27 година ќе имаме еден вид ќе можеме да поканиме дел од овие професионалци кои што се моментално тука да дојдат да видат капацитетите и можностите кои што има Битола и Македонија и
се надевам джез фестивалот во Битола да го крениме на едно многу повисоко ниво и како ние во неформален разговор веќе добивме понуди да бидеме дел од најголемата европска джез мрежа, тоа е European Jazz Network се нарекува, така да ми сериозно ќе размислиме и доколку финансиските средства ни дозволат идната година, секако со задоволство да станаме член на ова најголема европска джез мрежа. Да, Сашо, споменавме со Цеце дека ова е всушност фестивал, ајде малку повеќе ќе ја поддржиш оваа тема, дека представа место каде што меѓу другото се среќавате со директори на фестивали, букинг агенти, продуценти, музичари, медиуми, културни институции од Европа и светот. На кој начин всушност придобивките се за присутноста и што ќе биде представено всушност од тебе и Jazz Factory како потенцијал, друго што ќе има прилика да сподели Сашо на овој форум? Така, јас ќе имам едно 15-минутно излагање денес и каде што ќе представам македонската джез сцена, развитокот, и ќе представам дел од продуктите кои што се креираат и се создаваат, значи артистите од Македонија и ќе ги видиме можностите за размена. Во исто можам да ви кажам во неформален разговор со еден продуцент од Мексико кој што организира 8 фестивали во Мексико, добивме понуда следната година да представиме дел од македонската джез сцена. Истото тоа е во преговори со представниците на Нью Орлеанс или тоа е джез музеот на Нью Орлеанс, така да се разбира, доколку имаме поддршка пред се од Министерството за култура, кој што знаете минатата година изостана, ние би можеле со сигурност да ги реализираме овие проекти, да ја представиме македонската джез сцена на интернационалната сцена и не само на европската, туку на светската джез сцена. Да, колку ваквите меѓународни партнерства ја менуваат идината и во случајот на македонските джез музичари, Сашо, и присуството на ваква голема интернационална джез сцена? Па добро е да се биде присутен на вакви големи фестивали, затоа што едноставно професионалците од джез индустријата сваќаат дека постојат продукти, постојат луѓе организатори на фестивали, дека не се сведува тоа само на еден представник, туку тоа се сведува на дека имаме сцена, дека имаме продукција и дека кај нас навистина има професионалци кои што знаат да организираат фестивали, знаат да креираат производи и има одлични продукти. Кога велам продукти, мислам на джез изданија и джез артисти кои што со сигурност би нашле место и би ја представиле Македонија во најдобро светло на скоро сите вакви джез фестивали. Сашо, како е во моментов таму каде што се наоѓаш во поглед на температурите? Многу е жеско. Многу е топло, да. Топлотните бранови не ја одминуваат ниту Франција, но прашањето ми е со оглед на тоа што ова е еден од најзначајните, најреномираните фестивали, верувам дека привлекува и бројни туристи. Како е со туристи овие денови таму? Како е посетеноста на фестивалите? На фестивалот? Преполно. Значи Виена е преполна, тоа пак е спомнаме едно малечко градче од околу 60-70 илјади жители. Во моментот има само на джез фестивалот, значи деневно има од 5 до 7 илјади посетители на главната сцена, а вкупниот број на посетители околу 15 илјади посетители само дневно, значи зборуваме и тоа е ќе се соберат 20 денови или околу 300 илјади посетеност. Така да преполна е. Градот е преполн, градот живее за джезот, има малечки сцени каде што се представуваат локалните артисти, каде што превземени се сите проекти како Jazz for Kids, промоција на албуми, промоција на книги, креирање на улична уметност, така да градот живее. Да, се изгледа многу автентично и убаво и баш си замислуваме така едно мало француско местенце, да, преполно со луѓе кои што ја негуваат и уживаат джез музиката. Дали успеа веќе можеби некој од имињата кои што таму настапуваат да ги договориш, преговараш за некој од следите изданија на Jazz Factory фестивалот? Минатата година ние интернационалната програма на Jazz Factory фестивал ја направивме преку ваквите мрежи. Оваа година тука беше настапи мојот добар пријател, легендарен веќе джез саксофонист од Италија Стефано Ди Батиста. Вчера имав можност да ги гледам, сега многу се популарни, тоа е групата Коко Роко, ви пратив видео, можеби ќе го измонтирате. И да, денес има нови, нели, Маркус Милер, тоа тука е кремот на светската, би рекол, джез сцена, така да се надевам, но повторно ќе нагласам, доколку
ние собереме сериозен буџет, тогаш можеме таквите имена да ги видиме и кај нас, се додека немаме буџет, тогаш ќе мора да се задоволиме со понизок ранг на артисти. Да, веројатно за видливоста и значењето на твоето и присуството на Jazz Factory од Битола, ова е начинот за да можеме некако да допреме и до поголема македонска јавност за креирањето на фестивалот сме говореле во студио. Меѓутоа можеме да забележиме Цеце и јас и целата екипа па и гледачите дека самиот фестивал, форум и овој интернационален джез фестивал посветува денови и за децата. Ако не грешам, видовме некои и джез музеи има, така што толку многу е посветен. Франција е дефинитивно една од тие земји која што се може и бастиони на овој жанр и музика. Веројатно го применуваш тој момент или модел дека, ако не грешам, и Jazz Factory има исто така денови за деца или посветено часови за деца? Точно така, да, младите или инвестицијата во младите се еднината на секоја една држава и ние треба да се трудиме да ги инволвираме во вакви културни идеи, да ја сознаат джез музиката, да сознаат бенефитите кои што ги носи импровизираната или креираната музика во моментот и во имнина не мора сите деца да бидат музичари, но доволно е да имаат осет на како се прави, како се создава ова уметност, па понатаму низ животот со сигурност тоа би им било уште еден плюс во нивниот ментален развој. Да. Инаку инвестирањето во иднината во Франција е решено на многу интересен начин, затоа што тука покрај донациите или покрај буџетот кој што се собира од кој што е најголемиот дел од Министерството за култура и различните како се вели донатори и фирми, тие имаат традиција на годишни билети кои што секој еден посетител или публика имаат различни типови на билети за мали деца, за младинци и за возрастни, така да и поддршката од самата заедница не изостанува и затоа фестивалот е веќе 35 години се развива во една нагорна линија и со сигурност е во топ 5 джез фестивали во Европа. Да, дали Европа денеска Сашо бара нови джез приказни, апропо и нашиот битолски Jazz Factory? Да бидам искрен, мислам дека она што кај нас ние она што имаме перцепцијата или сликата за моменталниот джез е многу поинаква тука и можеби продукти или артисти кои што ние ги гледаме како звезди веќе тука настапиле пред 10 или 15 години, така да ние многу заостануваме во смисол на продукција и во смисол на тоа кои артисти во моментот се атрактивни можеме да дозволиме да ги букираме, така да со една сериозна пред се работа со поддршка, повторно ќе кажам, од институциите можеме да фатиме чекор затоа што пред се луѓето во Франција се многу заинтересирани за нашата држава, сакаат да подадат рака, сакаат ние да станеме дел од ова европско семејство. Кој е најлесниот и најбрзиот начин да станете дел, тоа од ЕУ пред се разбира преку културата и преку уметноста, затоа што тие сакаат да ја откријат Македонија, сакаат да откријат можностите, продуктите и фестивалите кои што се креираат во Македонија, а ние со такви партнери се разбира во прифатиле чекор до европското градење на европската слика за Македонија. Да, Саш, имаме уште 2 минути до крајот, а јас уште 2 прашања со куси одговори, бидејќи го погледнавме видеото, има доста специјалитети, храна и така натака. Проба ли некој локален специјалитет во кој што уживаш и дали можеби до крајот на фестивалот има некој бенд, некој артист кој што едва чекаш да го доживееш во живо? Така, да, го пробав најдобриот продукт од тука, тоа е виното се разбира и багет, тоа е моето омилено јас во Франција. Ви кажав, значи јас навистина се радувам на концертот на мојот пријател Стефано Ди Батиста и со неочекување. Кога ќе биде тој? Тој ќе биде утре. Ќе настапи утре, така да ќе имам можност да го видам така. Одлично. Ти посакуваме до крајот, додека си таму, да ги уживаш деновите и во добра храна, и во добро вино, и во добра музика. Мислам дека имаш еден целосен пакет на кој што во моментов многу ти завидуваме. Ви благодарам пред се за поканата, за тоа што повторно ќе кажам телевизија Телма
секогаш е тука на страна на уметноста во Македонија и само продолжете вака и се надевам кога ќе се вратам во Македонија ќе ви гостувам во студиото и може да малце подлабоко и пошироко да поразговараме што е она што треба да направиме, како да стигнеме до овие навистина големи и значајни фестивали, како крајно време е дека треба да се направи еден македонски джез експорт, она нешто што кое јас спорувам толку долго години и колку заради тоа ја направивме националната джез платформа на Македонија. Мислам дека сега е вистинскиот момент да се поддржи една таква иницијатива која што ќе ги отвори ширум вратите на македонските артисти да бидат и нивната видливост во Европа и во светот. Супер. Во време кога се рецензираме, осудуваме, често знаеме да дадеме и аплауз, не дека не е добро што секој од нас треба само да си ја заврши домашната задача и обврска, тоа го правиш вешто за популаризација на македонскиот джез и воопшто нашата джез сцена, така што гради мостови, убаво представување денеска, Сашо, и се гледаме и слушаме за скоро. Ви благодарам и поздрав од Виена. Поздрав, беше тоа Сашо Поповски од Виен, Франција. Мислам дека преубаво ни ја пренесе атмосферата таму и што се случува.